Бевте присутни на вчерашната дебата во општина Газилова, каде што во јавноста простори дека градоначалникот Борис Георгиевски грубо и безобразно се обратил на една од активистките таму и рекол затворете ја устата. Зошто сакаше да ве замолчи и што точно се случи во тој миг? Па ќе продолжиме за сето она што суштински се дебатираше таму. Дебатата се однесуваше за отварање на нова црна металургија во склопот на Железара. Така, за ова во јавноста дознавме некаде во ноември. Тоа беше без некаква широка дебата, само најава дека едноставно општина Газилова донела такво решение на отстапување на простор на цели 99 години. И натаму не знаеме за каква тешка индустрија станува збор, ниту пак кој ќе биде тој што ќе инвестира таму. Градоначалникот рече дека не може според ГУПот да смени дозволата. Дозволата во крупот на Железара е за тешка индустрија Г1 и таква дозвола ќе добие таа фирма што би дошла. Се закупува градежното земјиште на 99 години. И сега малку нејасно ни беше, и тоа некако проба да го протне, дека ќе се договори со инвеститорот да не загадува, да биде лесна индустрија. Мене некако нејасно ми дојде затоа што се спомна дека ќе биде пруга, ќе се гради, па тоа прерасна после од другите советници дознавме дека се работи за делови од железнички транспорт, за железничкиот сообраќај. И мене како машински инженер ми е нејасно како може индустрија од металската индустрија да биде лесна индустрија. Мислам, тоа малку нејасно ми дојде. Аргументите, ние своите аргументи ги дадовме, поставивме прашања околу загадувањето. Аргументите на градоначалникот беа дека ќе се отворат нови работни места, а ако не биде таа инвестиција, треба клучна врата на општината. И јас само го запрашав дали ако во наредните години се отвори таа индустрија, дали нема можеби луѓе да има на тие простори, затоа што така ќе мора клучна врата да стави. Мислам, ако нема луѓе, последиците. Да, го запрашав дали здравјето пред се, не ми одговори. Не ми одговори на тоа. Инцидентот настана, да се вратиме сега на инцидентот, морав малку еден вовед. Инцидентот настана во моментот кога еден од советниците, не знам дали се обиде да го брани градоначалникот, не знам, него не му беше потребно одбрана, си имаше доволно, мислам. Тој цело време зборуваше дека нема политика, цело време мешаше политика. Директно не прозва дека ние браниме, го стопираме градењето на гасоводот и сме директно виновни за тоа што не се спроведуваат мерки против загадувањето. И нормално ние се спротивставивме на тоа, дека не е така, и тогаш градоначалникот на една од припадничките на ОДБА коалиција и буквално со овие зборови затворете ја устата, ние сега тука за друго дискутираме. Не станавме не добивме извинување. Не добивме извинување од пратеничка во името на градоначалникот во два наврети. Градоначалникот призна дека го кажал тоа и не се чувствува виновен. И не сметаше дека треба во моментот не сметаше дека треба да се извини. Во наш интерес останавме на дебатата затоа што пратениците, советниците, добар дел од советниците со аргументи, застанаа на наша страна и некако заклучокот
од дебатата, па немаше заклучок од дебатата дека ќе се повлече или не, тој остана на ставот дека ќе остане огласот. Некаде не знам дали до 6 декември или не знам до кога трае. Значи дека не знае кој ќе се јави на огласот, дека ќе се обиде да се договори дека тоа ќе биде пак декларативно, си остана на својот став. И се обрати на советниците дека немаат право, затоа што неколку советници рекоа јавно, значи пред сите нас, дека ќе гласаат против. Тој рече дека немаат право советниците да гласаат против, дека е тоа решено. Тоа беше на седницата кажано. Так. Јас да ви кажам искрено, јас бев фрапирана од тоа како работи општината едноставно. Да речеме дека можеби има таму некој автократско однесување, можеби и оваа изјава како ваква тоа го потврдува. Так. Сепак затворете устата дали граѓанските активисти ќе продолжат, нели, со своите иницијативи натаму во одбрана на чистиот воздух. Како вам ви се чини воопшто сега целата стратегија која ќе преминува и оние 1,5% дополнителни во буџетот за справување со мерките со загадениот воздух? Како ви се чини, дали има тука некаква надржна политика која може да вети во иднина, можеби почист воздух за Скопје? Од она што го слушнавме од заменик министерот за животна средина? Буџетот за животна средина е како да се изразам, не знам. Срамно, подценувачки. Значи, со тие пари, нешто што е, можам да кажам, приоритет на државата, над се. Значи, сето друго е споредно во овој момент. Најзагадена држава сме во свет. Значи, трета во свет, најзагадена во Европа. Значи, тоа е приоритет број 1, здравјето на луѓето. А во вашата организација го сакам водно, дали има експерти кои направиле евалуација за тоа, за штетите од гасоводот? Конкретно, велат, вие го кучете процесот на гасоводот кој треба да донесе почист воздух, условно како ќе замени затоплувањето во домаќинствата, како овој случај дека ќе вработи луѓе, но каква ќе биде штетата? Дали кај вас во вашата организација која е против изграда на гасоводот и сите за заштита на планината, има експерти кои имаат направена евалуација некаква, какви ќе бидат штетите по Скопје по изградбата на гасоводот? Значи, моментално немаме изработено, затоа што евалуација подразбира парични средства кои ние ги немаме, ние сами се финансираме, немаме од каде. Значи, тоа е, ако треба студија да се прави, тоа се огромни пари. Меѓутоа, ние од технички аспект можеме да кажеме, значи јас можам да ви кажам моменталната состојба на трасата, на гасоводната траса, која е. Таму нема ни една екипа новинарска стапнато да сними каква е состојбата на терен. Значи, моментално се стигнати местноста Белкамен према Матка, значи направен е пат до Грчец. Сега, тоа ви е косина од 60%. Значи, тука е стигнато до провалија. Таму, ако се стават цевки, ако дојде механизација, тоа со сигурност, 100% тврдам дека ќе отиде во провалија. Значи, нема услови таму за гасовод. Значи, моментално е пробиено патот до Грчец. Јас последен пат, како рекреативно, кога отидов, сретнав скутери на 4 тркала, кои од Шишево, од Грчец се качија горе. И мене лично стравот ми е дека ќе дојде, можат непречено да си доаѓаат навечер и дека ќе има кражба на дрва.